до 30 септември да разговарате со своите пријатели, комши, роднини, соработници и да ги охрабрите и да им кажете дека тој кој што ќе остане дома одлучил да го фрли во ветер својот глас, да нема влијание. Одлуката на 30 септември ќе ја донесат само тие што ќе излезат да гласаат. Тие што ќе седат дома нема да одлучуваат. Ние како влада јасно ставивме до знаење. Ќе го почитуваме ставот и гласот на оние кои ќе бидат во мнозинство на референдумот. За или против. Тие кажале што мислат. Другите може да избрале да не бидат тука или избрале да молчат. Нема да им дозволиме на оние кои што имаат една единствена цел, пак да седнат на маса за да не уценуваат со амнестија, нив нема да им дозволиме да ја уценуваат Македонија. Не се испазаривме со нив кога бевме во криза, не се испазаривме со нив кога бевме во дебела опозиција, не се пазаревме со нив кога ни се закануваа со тепање во парламентот, ве уверувам дека ни сега нема да се пазариме. И затоа одлуката нема да ја донесат тие, туку ќе ја донесе Македонија. Јас имам уште една работа која сакам да ја одговорам, дури и без прашање. Имаше една дискусија која што ја водевме во Струга. Од една страна се ЕУ и НАТО, од друга страна е и договорот кој што сме го подпишале со Грција. И прашањето кое што го добив, и мислам дека е многу и честно и исправно. Вели, ама како ќе влеземе во ЕУ и НАТО? И сакам да ви порачам како некој кој го читал договорот, кој го споредувал договорот, кој ги анализирал ваквите договори и со други земји и во други земји, дека со овој договор добиваме единствена шанса да влеземе во НАТО и во ЕУ, како македонци, како македонка и македонец, како луѓе кои говорат македонски јазик, кои го сочувале својот македонски идентитет и да влезат внатре и да кажат дека оваа земја заслужи да биде и европска. И затоа немајте дилеми дека договорот ги заштитува работите кои на сите нас ни беа најважни. Нашето право за самоопределување, нашето право да се чувствуваме своји на своето, нашето право да си го дефинираме и јазикот, и традицијата, и културата. Јас знам дека многу лаги се изнаслушавте во овие 30 дена и некои од нив беа такви болни, дека ние сето ова ќе сме го изгубеле. Јас сакам да ве подсетам дека кога ја добивме НАТО поканата, веднаш потоа сите материјали на НАТО веб страната станаа достапни на македонски јазик. Сакам да ве подсетам дека кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија, нашиот мајчин јазик ќе стане официјален јазик на сојуз од 500 милиона луѓе. Сакам да ве подсетам дека кога македонскиот премиер отиде на седница на Европскиот парламент, прв пат во 3 децении, кога отиде таму, говореше за својот македонски идентитет, говореше на својот мајчин македонски јазик, сите пратенички групи во Европскиот парламент стана и аплаудира. Му аплаудира и нему, и аплаудира и на Македонија. Погајте да покажеме дека како генерација која сега е одговорна, знаеме да им го крчиме патот. Овде ке има и многу млади, момци и девојки. Сакам да ви честитам што знаете што сакате и знаете тоа и да го изразите. Ова го правиме за вас, ама нема да успее без вас. Пред. На сите анкети, 2 работи се видливи. Дека огромно е мнозинството на луѓе кои сакаат Македонија да тргне напред и да стане европска. И второ, дека најсилни во таа желба се младите. И тоа е логично. Меѓутоа, пред 3 недели ме загрижи малку една група на наши колеги британци, кои дојдоа, работеле многу на нивниот референдум, дојдоа и рекоа, знаеш како, еден дел од младите мислеа дека е завршена работата. Мнозинството беше тука. Кој се успал са бајлето, кој бил негдека на пат, кој имал поважна работа, некои други ја донесоа одлуката. А младите останаа со куси ракави.
Младите низ Велика Британија, а и не само младите, денеска викаат сакаме нов референдум. Ама нема. Втора шанса за крупни одлуки, обично во животот нема да добиеме. И затоа, послушајте ја пораката што ја испрати првиот човек на Европската Унија, кој ни ја кажа на чист, точен македонски јазик. Тој вели вака: во животот, во бизнисот, во политиката едно нешто научив. Кога ќе ти се намести шанса, немој да ја пропушташ. Никогаш нема да ја добиеш. И тоа е животно искуство кој мислам сите го споделуваме. Еднаш испуштена шанса ќе те кошта 10, 20, 30 години, некогаш цел живот. Не сакам после 30 септември да се каеме што не сме сработиле уште малку. Британците така си заминаа. Рекоа до ден денеска имаме грижа на совест. Дали влеговме во секоја куќа? Дали отидовме во секое село? Дали пропуштивме некој интервју? Немојте да ја правите нашата грешка. Јас знам дека нема да ја направиме, затоа што ние доволно се измачивме. Ништо во последниве 30 години не ни дојде лесно. Се измачивме и остаривме. Ама сега ова го чувствувам како шанса на вистина да почнеме одново, да почнеме со подобро. И затоа ве повикувам сите да работите, ве повикувам сите да испратите таа порака. Одлуката ќе ја носат тие кои што ќе излезат. Одлуката ќе ја носат тие што сакаат и знаат каде сакаат Македонија да се придвижи. Ве повикувам масовно да излеземе, ве повикувам уште рано да излеземе на гласање и ве повикувам да и помогнеме на Македонија, за да и таа и ние станеме поевропски. Ви благодарам.